Пред самиот почеток сме на надпревар од Брегалница Малеш, последно коло од третата фудбалска лига Исток. Играчите од двете екипи веќе излегуваат на терен. За Брегалница настапуваат со број 1 Атанасовски Бобан, број 4 Фриповски Стефан, Анастасовски Даниел број 5, Димитровски Иван со број 7, Ратков Иван број 8, Душко Костадинов број 10, Александар Илиев број 11, Владко Марковски број 15, Манасиев Димитар со број 19, Пешовски Дарко број 20 и Томи Станоевски со број 22. Илиевски Никола за Малеш на голманската позиција, Костевски Марио, Кракутовски Димитар, Кракутовски Дарко, Халитов Ахмет, Пилов Ерол, Пачемски Митко, Сименски Андрей, Кокович Ненад, Дестанов Денил и Бојчовски Илија се во првиот состав на гостите од Берово. По секој момент на превор ќе започне. Првиот удар ќе го има домашната екипа на Брегалница Делчево. Може одма нека пуште тројца. Они и горе. На преварот го суди Георгиев Крумислав од Штип и Георгиев Ристо и Джонов Кристијан помошници. Делегат Андонов Новак од Соколарци. Тренер на екипата Делчево Гоце Попов, на гостите Новица Печински. Кој гледа у Германија? Слушна се, да. Значи, почитувани гледачи, ова е слободен коментар, не ни замерувате. Очекуваме во секој момент да почне на преварот, кој ќе го даде есенскиот шампион во третата фудбалска лига Исток. Домакините започна акција преку Костадинов, потоа Ратков, Анастасовски. Бојчовски Илиев е топката кај гостот од Берово. Со број 6 тоа беше Дарко Кракутовски. Кракутовски Димитар назад до својот играч Кокович Ненад. Тука е Марковски. Овде може би имаше и Геон, така е. Поздрав, значи, да сите кои го следат ширно светот овој пренос. Независно за кого навиваат секако, но поздрав особено до навивачите на Брегалница Делчево. Веднаш замена со број 5 влегува Маријанчо Пачарски. На местото на Денил се извинувам Костевски Марио со број 3. Помагаски сакаше да го измами рестинскиот играч, но аут за Брегалница. Филиповски. Напреде!
Кокович. Овде нема ништо, вели судијата. Цврсто започна напред, много да признаеме. Цврсто игра на двете страни, еве топката во аут, поради тоа што има повреден играч на Малеш пред 16-никот на Брегалница. Сепак не е последователна повредата. Нема повреден играч, продолжува напред со аут за Брегалница. Филиповски ќе врати топката. Неверојатно до голманот на Кака Станоевски до Илиевски. Теренот малку влажен од дождот кој паѓа Шеденови во Делчево. Може би ќе направи некои проблеми. Становевски во пробот. Убава топка кон Илиевски и ова треба да биде гол. Но голманот Илиевски спасува. Каква шанса за Брегалница, Становевски добро го проведе Илиевски. Но корнер. Останува во напад Брегалница. Становевски ќе изведува повторно корнер. За малку. Нафрлена топка во 16-никот. Уште еден корнер треба да биде ова, од другата страна. Како е тука? Нов корнер за Брегалница. Ниско на првата статива. Аве Митка бе. Анастасовски се бори тука за топката. Биле, што правиш, биле, здраво. Становевски убаво нафрлена топка кон своите свитачи, но Илиевски голманот на гостија фаќа оваа топка. Брегалница со мал пресинг. Становевски убаво. Одлично одбрана Илиевски повторно. За сега најдобар поединец во екипата на Малеш. Брегалница по-конкретно во првите минути. Гостите за сега се бранат. Се надевам на сите вие драго што се по-квалитетен фудбал се игра, иако и двете екипи се трета лига, но се набраво што покажуваат дека заслужуваат да се најдат во повисок ранг на натпреварување. Мора да ги похвалиме нашите играчи, се разбира да не ги зарекнеме за последните, особено за последните два надпревари, каде безпрекорно обезбедија победи со 6-3-0 над екипите на Работник и на гости кај Спартмани. Аут за Брегалница, Марковски. Го бара Илиев, повторно аут. Марковски се обидува поточно Дилан Димитровски. Анастасовски е тука до Стефан Анастасовски исто така. Томи Становевски, браво за извонреден дриблинг. Си направи добар простор. Блоко Стадинов кој ќе го бара Рартов, но мала грешка сега на фудбалерот. Фудбалерот е Рартов до Становевски. Топка упатена кон Становевски. Мисля, че дека овде немаше фаул, иако беше поттегнат. Становевски играта продолжува. Со број 4, тоа е Какубевски Димитар. Топката е упатува кон
Дарко Ракитовски отбива топка и сега шанса за контрнапад за Брегалници. Костадинов, Комилиев. Мал контакт, колко за фаул за гостите. Дестанов Денил е фаулиран от Анастасовски. Гостите ќе ја нафрлаа топката во 16-тник на Брегалница. Топка упатува Бојчо Скилија. Владко со глава исполнува топка. Владко Марковски. Осети топка за Брегалница. Гледаме забележителен интерес за овој натпревар на социјалните мрежи, значи поздрав уште еден за сите кои го следат овој натпревар ширен светот, се разбира и во нашата држава, во Македонија. Илиевски се открива топкат кон него, бара начин да го помине Попович. И топка за Брегалница. Аут. На клупата на Делчевци се Јовановски Никола, Петровски Бојан, Антовски Панче, Марковски Никола, Димитровски Филип, Гоцки Мартин и Петровски Дилан. Кај гостите, само да видиме како се заврши ова. Фаул имаше тука на играчот број 19 Манасиев Димитар. Кај гостите, значи, Сулеймановски, Черговски, Пачарски, Шантовски, Чепарковски, Симеонов и Кракутовски се замени. Особено да не забораваме поздрав до сите љубеници на фудбалот, поранешни фудбалери на клубот од Делчево, кои денове со своја донација обезбедија опрема за фудбалерите. Поздрав до Дејан од Англија и останатите кои беа вклучени во таа акција. Значи 0:0. Сврто започна и двете екипи. Со една шанса вистинска на Станоевски. За неја со Брегалница може би подобра. Анастасовски ги управа топката до Пешевски. Пешевски со Ратков проигрува топка кон Илиев, кој може беше едно, нема осет. Тука Анастасовски повторно да расчисти. Кракутович, поточно Попович се извинува. Дестанов Денил Симески пробаш да проигра до повторно до Денил. Еве топка до Пешевски. Не ја прима баш најдобро. Раков се бори тука да ја одземе оваа топка, но фаул смета судијата Крумислав Ѓоргиев од Штип. Напад на Беровци. Нефрана топка, но тука Анастасовски овде имаше игра со Раков. За секој случај
Добра интервенција на Бобан Атанасовски. Да споменеме дека во последната одиграна средба на овој стадион, пријател се работеше за пријателски натпревар, Брегалница го слобода Малеш со 4-3. Претходно исто така во рамки на минато годишното првенство 4-2 беше на овој стадион, откако гостите водеа, тогаш Брегалница направи пресврт. Во рамки на минато годишната средба, Брегалница на полувреме водеше 3-1, потоа гостите успеа да постигнат два погодоци, но на крај победата беше за Брегалница. Мал контакт за фаул. Да, се судат вакви ситни контакти, бидејќи одбранбениот играч секогаш во предност во вакви ситуации. Радков, Анастасовски, Марковски, топка кон Костадинов, Веровци во обид да створат нешто повеќе со акција која започна од средината на теренот, но топката сега кај Брегалница. Пило терал со топката. Шуто далеку, но ова е млака топка и сигурно што за Бобан Атанасовски сигурно. Добро. Еве Радков натрчува нова одбиена топка, да видиме дали ќе шутира, но од блокот до своите фудбалери. Веднаш се обидуваат да направат контрнапад. Анастасовски тука до болна враќа до Атанасовски. Кој напред кон Становески. Испод топката, Костадинов ќе проба да организира акција. Стефан Анастасовски. Филиповски се извинува. Топка топни кон Филиповски. Кој ќе го бара Илиев? Илиев ќе стигнува топка, но само во аут. Добро. Ќе повториме, значи 0-0, нема на Кајрон, но ова е направил во живо, кој е во интерес на сите вас да го последите. По-конкретно Брегалница за сега, со една шанса, 100%, но и Малеш имаше неколку обиди за удар од далечина. Еден во рамки на гол. Комбинираат од Гилеев и прават грешка. Бараат жол картон од играчите на Малеш. Што најверојатно ќе заврши само со опомена, бидејќи е ваков фаул. Ја што се дал себе? Ајма. Мора да иде од другата страна лапата и сега. Геро, иде. Ќе пробаат да нафрлаат сега Веровци во 16-никот на Атанасовски. Фудбалерите на Брегалница повлечени понадвор од 16-никот во обид да измедат офсайд. Да видиме како ќе заврши оваа акција. И добра замисла на фудбалерот со број 20 Роберт Симеонов.
Паченски, Митко се извинал беше това. Симевски нафрлува топка, кон играчите на Верови, гол на Атанасовски добро се снајде корнер. Хубаво нафрлена топка за фудбалерот со број 10 кој ќе го изведе корнерот, меѓутоа сигурен Атанасовски ја изфрлува корнер. Корнерот го изведува Пачемски. Аут за ОФК Малеш. Фудбал како што и се очекуваше за едно вакво градско дерби. Соседно дерби се извинувам. Нико Печево е соседна општина. Меѓутоа Пијанец и Малеш соседни региони, така да може да се смети за такво дерби. Становиски овде комбинира Костадинов. Симевски кај топката, бара свој соиграч. Кон Бојчовски реши да ја додаде оваа топка. Дестанов, Бојчовски комбинација, Симевски. Проба да ја турне топката до Дестанов. Сега во напад Брегалница. Костадинов тука ќе бара начин да ја додаде до своите соиграчи. Ја земаат играчите на Малеш. Овде немаше фаул, се види тоа. Ратков во добра акција, 22, Становевски. Становевски се го бара Илиев, но овде може би да судијата дозволува предност. Пешовски се обидува да си најде место за да шутира и се судело ова на вакви натпревари. Беше фаулиран поточно Пешовски кој судијата го види и го досуди овој прекршок некаде на 25 метри од голот на Илиевски. Често Брегалница знаела од вакви слободни удари да постигне погодок, а и од оно што досега го имавме следено, како натпревари кои ги играат на домашен терен, во овој период има некаде најголем дел од погодоците кои ги постигнувале домашните играчи. Живиот зид се уште се поставува, а Становевски се гледа дека ќе пласира. Од овде се гледа дека левиот агол на голманот е малку послободен, може би таму ќе ја бара шансата Становевски, што е и логички бидејќи десниот агол, левиот агол го покрива с фудбалерите од Живиот зид. Да видиме Становевски кај топката. Добар удар, Илиевски изфрлува корнер. Сепак реши да шутира на десната страна Становевски. Добро беше неговата замисла, мора да признаем. Костадинов се упатува кон корнер на менцето. Доаѓа од Пекчево. Фрлува Костадинов. Млак обид на фудбалерите на Брегалница. Млак обид. Тука до нас и нашиот колега Сенад Расимов од Берово, кој доколку сака може нешто да каже. Доколку не ти го вклучене на полувремето кога ќе има малку луфта, што се вели меѓу паузата. Ратков до Марковски, поточно Димитровски Иванелова.
Манасиев кон Илиев. Илиев враќа кон Димитровски. Манасиев тука. Ќе го бара капитенот Анастасовски. Филип топката ја упатува кон Станоевски. Костадинов сега ќе го бара Димитровски од позадина кој влегува во 16-никот, нафрлува. Изфрлаат доста. Не зачистуваат опасност. И сега може би организираат и контра, да видиме. Марковски овде убаво се загради, убаво го отпадна играчот на коректен начин. Фудбалерите на Малеш вараат фаул, но сам аут. Dobro je, Jakušić, ajde! Што е најважно, за сега нема интервенција од страна на лекарскиот тим. Живко Димитровски е секој спремен да дотрчи, но се разбира не посакува да има некоја посериозна интервенција. Од спротив да ги гледате неколку гостински навивачи бараат по-голем ангажман на своите фудбалери. Нафрлена топка. Добра замисла и добар удар на гостите. Како да се повреди фудбалерот со број 9. Пилов удар. Но добро продолжува на преворот. Анастасовски. Брегалница со Ботки го освои, ќе би остане на првата позиција во оваа конкуренција, се разбира ќе зависи од резултатот на останатите средби. Ќе потврдиме тоа на крајот на преворот за сигурно дали ќе биде така. Фаул за Брегалница, негодуваат играчите од Берово, малку настроени повеќе. Одлично одбранет напад. Костадинов добара Илиев и овде имаше контакт. Инаку во последно време, да напоменеме дека почнува да се зголемува хулиганството во Берово. На утакмицата сме на ФК Брегалница и Малеш. И повеќе имаше време да ги следиш на преварите на Малеш во Берово. Генерално како сте задоволни таму во Берово настапот на вашата екипа? Може да се каже дека во последно време Малеш игра во извонредна форма, се вложува во клубот и навистина интересен фудбал кој што побудува многу. Ево да последне само ова акција, Илиев нафрла, меѓутоа спасува топката кон Достанов. Повели. Почетокот доста добро почна, се мора да признаеме. Така, навистина во последно време, како што рекол, фудбалскиот клуб Малеш од Берово настапува сериозно во третата фудбалска лига Исток. Еве сега шанса имаме и се гледа дека има и кај играчите елам да играат, ново раководство на клубот. Сега малку пандемијата не ни дава да се собереме и да гледаме полни стадион со луѓе, но се надевам дека наскоро сето тоа ќе помине и ќе се врати фудбалот и како во Берово, така и во Делчево и стадионите ќе бидат преполни. Сега да го проследиме над преварот. Така, доказ за тоа и многу млади сакаат да влезат да го гледат овој напад, меѓутоа се игра без публика и одредена група може само да присуствува и од двата табора, затоа и гледаме на веќе другата страна.
Да се надеваме, како што кажа и колегата Расимов, дека поскоро публиката ќе се врати во пролетниот дел од сезоната во трета лига, ќе гледаме уште подобри игри. На радост на сите љубители на фудбалот. Продолжуваме значи на преворот. На Танасовски до Анастасовски. Го пронаоѓа Ратков. Овој до Становевски, до Пешевски, до Становевски се извинувам. Фаул. Акцијата продолжува Бргој. Сега Пешевски. Се овде да дојде топката на подфаул. Беше пустинскиот играч. Бојчо Скилија ќе го изведе овој слободен удар. Бара кара се своите соиграчи и нафрлува напред во пред 16-тникот. Успева да пронаоѓа со број 10, тоа беше удар на Пачемски, но малку непрецизно. Пуша на боја, брат. Заедно пуша, ќе не скара се. Продолжува на преворот. Димитровски до Костадинов. Овој до Ратков. Сега некако може да се организира добра акција, ако стигне Илиев ќе биде опасно, но голманот Илиевски побрз. Се овде таму Халитов да проигра со Пачемски, но топката е кај домашната екипа. Анастасовски таму е несигурно. Повторно враќа кон Манасиев беше тоа. Марковски, Анастасовски овде долу е Стефан Филиповски, меѓутоа топката овде во сосем друга насока. Беровци се во напад. Повторно цврста игра без многу шанси во вториот дел од првото полувреме. Во вторите 15 минути. Акцијата продолжува. Становевски кон Пешовски. Има опција да ги најде Елиев или Становевски, но греши. Овде ќе има најверојатно фаул. Жолт картон на Пешевски. Според нашиот часовник, некаде 30-та минута на преворот. Цврста игра, рековме, во вторите 15 минути од првиот дел. Останува да видиме што ќе се случи во последните 15 минути од првиот дел. Се тактизира очигледно малку. Сепак се работи за освојување на 3 бода и потврда на високите позиции кои ги имаат двете екипи, така да очекувањата се во второто полувреме да има повеќе шанси. Чекате акција. Браво за Марковски за ова изфрлена топка. А претходно гледате судијата го крена знаменцето офсет. Топката кон Илиев имаше простор за контранапад, судијата вели не се секирајте, тука сум јас да кажам која казна ќе следува за овој контакт.
што велат на преварите кои што може да ги следиме од според номинираните екипи, значи судијата решила сега за сега да не покаже картон. Мала гужва таму, но ќе помине се мирно. Да се надеваме дека не е нешто сериозно. Иако евидентен беше контактот. Имаше простор откриен пред себе Илиев. Мислам дека Илиев беше ова. Разговор судијата и фудбалерот кој фаулираше. Кокович таму да интервенира во повеќе на својата екипа, да каже дека не бил сериозен фаул, сега за сега значи нема картон. Овде мало разговор меѓу двете екипи, дали било ова за картон или не. Се согласуваат и двете дека било, но судијата најдобро знае. Костадинов, акцијата продолжува. Пешовски назад кон Марковски. Анастасовски е бара некого во средината или да, тука е Филиповски. Радков добро ходи напред. Може би со Пешовски ако шутира, тој упатува кон Димитровски, да видиме. Димитровски се чуди што со топката паѓа, но повеќе ова беше лизгање на теренот кој е важен. Костадинов продолжува. Илиев нафрла кон Становевски, дали ќе стигне до негова топка. Пешовски. Ова треба да ги дадат за Брегалница. Филиповски се чуди кому да ја додаде топката, ја додава до Радков, повторно тој до Филиповски. Враќа малку назад, но греши. Ситен контакт, колку да запре контранападот. Евентуалниот контранапад кој треба да биде организиран. Силно уфрлена топка кон 16 на домакините на Марковски, тука да изфрли. Иван Димитровски их организирација, упатува кон Илиев. Дали ќе стигне? Судијата вели аут. Некаде 35-та минута. 0:0 Брегалница Малеш. Борба за првата позиција на табелот, би рекле. Дестанов. Бојчовски. Илиевски греши, голманот на гостите. Бојчовски тука е. И ова ќе биде се уште виде топката. Топка за Брегалница. Радков овде го изнуди противничкиот играч да ја изфрли топката во аут. Симецки рече тоа со број 11. Филиповски сега во обид да пронајде некој од своите играчи. Вратена топка кон Илиевски со нога, но не намерно, за да биде судено ова окарактеризирано и да биде судено во корис на Брегалница. Како вратена топка. И индиректен удар, но продолжува на преворот. Паѓа Сименски. И тоа беше милично домакините.
Како да ја продолжуваме преворот, топката е Владко Марковски, кој ја упатува најверојатно долго кон 16-никот, кон Илиев. Не е брза ова топка, има шанси да ја стигне, така е, и корнер. Кон корнер знаменто се упатува како добро се гледа Пешовски. Да, така. Становешки останува во 16-никот на Илиевски. На првата статива отфрлаат гостите. Угов удар. Сега 2-1 играчите од Берово ловит за контрнапад, но се враќаат брзо до нашите играчи. Анастасовски тука до Ратков. Становевски. Фаул за Бероница. Фаулираше Бојчовски. Тука данас имаме и поранешни фудбалери на Брегалница, доколку имаат желба нешто да кажат, слободно може да кажат. Во секој време ќе ги очекуваме, а сега да го последиме овој слободен удар на Брегалница, ќе го изведе Становевски. Нафрло во 16-никот и близу беше ова, близу навистина за гол. Но Илиевски имаше добра проценка и ја остави топката во гол аут. Не, бе, нема да кажам. Ма според ме, ама го да играм, да играм. Мисля, това е бил интересен предходно или само повече да съм сега е по-много боя. Сега е после. Не, да правим с дрибляние, както се работи. Модерен си игра сега. Имаше контакт овде малку за фаул, малку подоцна го судеше, го досуди судијата, досуди судијата. Коментират се, вие снимите се заедно. Нека оди, 365. На камера да готова. И не може да се има една папка. Целият футбол води како цел. Дома на хиляда. Само извързи папката и седи цялата патница. Но поне не съм вика. Пешовски шутира, но овде немаше ли удар со рака? Игра со рака. Судијата вели не. Но продолжува нападот Ратков. Пешовски, кон Илиев. Илиев ја одбива ова топка. Повторно во шанса. Според тоа што го видовме, треба да е корнер за Брегалница ова. Мини пауза овде мала за одмор. Дали судијата го гледа ова, да дозволува да се освежат фудбалерите. Во очекување сме на корнерот за Брегалница. Даден знак да се изведе. Напаѓа Брегалница за водство. Одбиена топка, уште подобра шанса за да се нафрли оваа топка. Пак на првата статива. Се сногијат некако гостите испробат оваа топка и да сега фаул за ОФК Малиш. Се ближиме, значи, кон крајот на првото полувреме, 0:0. Сврст фудбал.
Немаше многу прекршоци, но прекини да. Што значи дека судијата не би требало да продолжи повеќе од 1-2 минути. Имаше една замена на почетокот на мечот кај гостинските фудбалери. Кокович му патува кон Симевски. Имаше најава дека овој натпревар ќе се следи во паб Делчево, поздрав до сите кои се таму. Димитар Кракутовски до Симевски. Илија Бојчевски. Дестанов. Назад кон Кракутовски кој упатува топката кон играчот со број 10 нов, ова е офсайд. Пачемски, ако не се лажам. Пачемски добива и жолт картон за овој протест. Судијата свиреше офсайд, беше подигнато знаменцето. Инаку добра акција. Добар обид за да се проигра Пачемски, но офсайд. Во оваа ситуација досуди судијата Георгиев Томислав Очкип. Можеш ли да вратиш на полувреме тази? Димитровски во напад. Продолжува со оваа акција. Тоа овде како според она што го слушнавме, фаул за Брегалница. А имаше и аут, сега доколку не беше фаул. Имаме тука и некои поранешни фудбалери на Брегалница сега на Саса, доколку сака да се вклучат во овој пренос, може да кажат нешто за тимот, додека чекаме да биде изведена нова акција. Со среќа навиваме за брега. Одлична можност на крајот од првото полувреме Брегалница да дојде до водство. Нафрлена топка во 16-тникот. Испушта голната драка и гол! И гол! Владко Марковски! 1:0. Во самиот финиш на првото полувреме. Благата предност на парите кои ги имаше Брегалница еве резултираа со гол на крајот од првото полувреме. Ово се вика тимски дух. Вака треба. Секоја чест, момци. Паузата! Ако не се лажам, Марковски минато. Ајде, ништо не е изгубено, ајде. Овој пат најдобро се снајде во 16-тникот на гостинскиот голман Илиевски, кој испушти топката и како резултат на тоа сега да не го обвинуваме голманот, но потоа следуваше и голот. Добра акција, браво за Брегалница. За изведеното. Продолжуваме понатаму. Во секој момент очекуваме да поздрав до Даниел кој реши да даде свој коментар за фудбалерите. На самиот крај од првото полувреме Брегалница заминува на пауза со водство од 1:0. Со коментар се враќаме во второто полувреме. Таа работа. Аби искочи го судија! Аби искочи го шатава по нашиње, веј! Шот картон за еден од играчите на Малеш. Кој не годува се уште не може да поверува дека Брегалница води на полувреме. Кракутовски Дарко, значи, го добива жолтиот картон. Сметаше дека имаше некој прекршок.
Но по времето е тоа што е 1:0 за Брегалница. Чисто е ни они опции тргна, а 5 души на линијата стои. Сними Дефефел. Сними Дефефел. Ај види таа 40 и тој. Види бака се, ево. Цело време почина нема нече. После да види. Осуд беше таа, ако мислиш осуд. Намерил потом връзки да ме пуща. За тука. Трябва да набиваме тук мами. Не, на утре. Я покажу, че някой азот се пише. Някой си хрена да дадат гол. Некој стане така си храна по години. Покажу, нека си хрена по време. Може ли да го на 44 минути? Живо води не може да се прекине кога да се пуши. Да. А после така? После може, щом завършил. Тоа е 43-та минута. Памти која минута е, само... 44. Значи за таа акција. Кире што прави? Добар е, бе, добар. А секој не има тука кадар да ги го осети. Таму некој леко да гледа. Јас не менкам да ми се виде малко. Само нека за малко. Да му има опција. Значи да резимираме, само што отидува фудбалерите на одмор. Со гол постигнат на истекот од првото полувреме, Брегалница поведе со 1:0. Претходно Малеш имаше шанса која беше окаратаризирана како офсайд. Уште на почетокот на мечот Станоевски имаше одлична шанса за водство, меѓутоа гостинскиот голман одбрани, кој пак во 45 минута имаше несмасна интервенција, како резултат на тоа Брегалница го постигна погодокот за водство. Гледаме како се загреваат фудбалерите на Брегалница од резервниот состав. Това се Ивановски Никола, Петровски Бојан, Антовски Панче голман, Марковски Никола, Димитровски Филип, Гоцевски Мартин и Петровски Дилан. Кај гостите Сулјмановски Ипка, Черговски Киел, Пачарски Маријанчо, Шонтевски Илија, Чепкарковски Ѓорги, Симеонов Роберт влезе на почетокот на мечот, Кракутовски Никола е во резервите. Тој го замени еден од фудбалерите на Малеш кој се повреди на самиот почеток на мечот. Значи добар фудбал, да резимираме, да признаеме во првото полувреме. Благата иницијатива која имаше Брегалница ја промисли со гол. Мајстор, ајде да се јава да имам тук човек. Ајде, ќе се чуем. Ајде, поздрав, ајде. Ако е, ама не прати въобще първо отзад. Оле? Гледам да ти не? Добре, браво. Не маш. Гледам, техничар е добър е. Техничар е добър, браво. Да ти кажа, се стегал да. Не, поява два пъти, как пъти не прати на втора, ама да, втора било два.
Ja, tam se ne znam. Koji možete da sam? Koji možete da sam? Neka se im pet, ja vam je. Gdje sad? Radiš li? Šta se mana ono? Ja sam stegu, Jako postegnuli 20 sekundi od provoli, da li ovo. Malo, znaš, Petrovski! Petrovski! Nema komunalno mnogo izigra. После понизил, Yes! Не ми знае грешно, случайно. Четвърто място, добри са. Така е, добре. Това има добре. Хвала му на Бог. Колко като вика лесно, ама аз не знам. Хвала му на Бог, иди много по-лошо. Излегуваат фудбалерите на терен, прави они кои веќе имаат водство, тоа е домашната екипа. Се гледа дека излегуваат со уште поголем елан и мотив да го доврши тоа што го почна, тоа е да обезбедат 3 бода. Но се разбира ќе зависи се од играта на гостите. Значи да резимираме. 1:0 со гол во последната минута од првото полувреме Брегалница има водство. За Брегалница настапуваат Атанасовски Бобан, Филиповски Стефан, Анастасовски Даниел, Димитровски Иван, Ратков Антон, Костадинов Душко, Илиев Александар, Марковски Владко, Манасиев Димитар, Пешевски Дарко, Становевски Томи, капитен Марковски Владко, тренер на екипата Димитровски Попов Гоце. За гостите од Берово настапуваат Илиевски Никола, Костевски Марио, Каракотовски Димитар,
Дарко Каракутовски, Халитов Ахмет, Пилов Ферол, Пачемски Митко, Цимевски Андреј, Коковиќ Ненад, Дестанов Денил, Бојчо Скилија. Во првото полувреме имаше замена на почетокот на надпреварот кај гостите. На клупата се Сулимановски, Черговски, Пачарски, Шунтевски, Чепарковски, Симеонов, Каракутовски, капитен Коковиќ Ненад, а тренер на екипата Новица Пачемски. Поточно председател на клубот е Новица Пачемски. Додека тренер на екипата Дамјан Аврамски. Повели колега, на твоја оценка за она досега што го видовме? Интересна утакмица многу, во првиот дел беше изедначен беше поседот на топката меѓу двете екипи, но сепак Брегалница од Делчево имаше поголема среќа на крајот на првото полувреме постигна гол. Мислам дека според мое видување имаше малце офсет, беше играчот на Брегалница, но сепак судијата е тука да одлучи. Се надеваме дека Малеш ќе стартува, ништо не е ни изгубено, има доста време да се игра. Се надеваме дека ќе притиснат во второ полувреме играчите на Малеш, бидејќи ова е утакмица многу битна и за двете екипи. Да ја проследиме сега утакмицата, го остава мојот колега Валери да продолжи со коментарот, ќе се вклучиме подосна. Така е, благодарам за твоето размислување, тоа е твое мислење и го почитуваме, се разбира. Генерално, значи, добар надпревар гледаме на градскиот стадион Гоце Делчево. Во второто полувреме први со топката ќе играат гостите од Берово. Што еднаш да ги поздравим сите гледачи широм светот и во нашата држава Македонија. Поздрав до сите они на некои места каде што се гледа надпреварот. Имаше најава за УПАП Делчево, поздрав до сите таму. Почнува надпреварот, гостите ги со топката први, но доаѓа до Костадинов оваа топка. Илиев кон Димитровски. Димитровски повторно до Илиев. Илиев добар продор, добра финта. Ќе нафрла оваа топка во средината. Тука е Костадинов, толку купати силен удар, но малку понадесно, што би рекле, поналево од голманот. Играше ти? Како мал пресинг на домашните. Напаѓаат на стартот на половината на гостите. Топката упатена кон Бобана Танасовски. Кој изфрла ваут за да нема поголеми гужви пред неговиот сетник. Не гледаме промени во двете екипи, што значи останал истиот состав. Освен она измена кај гостите на почетокот на надпреварот. Не успева да стигне Илиев, фаул за Малеш. Претходно добро шутираше Пачемски Митко. Костадинов изфрла ваут. Имаше мало туркање овде. Борба за топка, но судијата реши да доста фаул. Инаку традицијата покажува дека овие две екипи од соседните градови Берово и Делчево секогаш е во голем интерес на сите граѓани, па затоа можеме да споменеме и оваа утакмица од голем интерес со присуството тука на трибините на градскиот стадион во Делчево. Тука се и двата градоначалници на Берово и на Делчево. Така, има најава, имаше на последниот онлайн форумски буџет градоначалникот на Делчево најави поддршка за екипата. До сега има некои средства кои се одвоени, но за да се доврши на тој онлайн буџетски форум, тренерот побара и дополнителни средства, што
во зависност од тоа како ќе се одвиваат како ќе се одвива ситуацијата со коронавирусот. Најавени се повеќе средства со пренамена од буџетот, меѓутоа останува да видиме. Во Берово не знам каква е ситуацијата во тој поглед. И во Берово е слична ситуацијата. Во последно време има најави дека во идниот буџет ќе бидат одвоени изголемени средствата за фудбалскиот клуб Малеш, веќе на 1 милион денари. Тоа е озбилна сума. Па се надеваме дека во најскоро време и во иднина сите придобивки ќе отидат во полза на градскиот клуб кој важи за еден од најстарите клубови во Македонија. Практично во Берово фудбалот и пинг-понгот така сега во последно време. Така, голем е интересот на многу младинци во Берово и тоа е доказ дека околу 20 до 30 членови го развиваат пинг-понгот во Берово со големи успеси. Настапуваат, имаме и репрезентативка на преварувач за Македонија, која не можеше поради пандемијата да се преварува на балканско првенство. Во однос на фудбалот, каква е младинската школа кај Малеш? Како тука се развива клубот? Младинската школа поради пандемијата со COVID-19 знаеме дека не се надпреваруваат, па се надеваме дека во најскоро време има некои подготовки, ќе видиме како ќе донесе времето со пандемијата, па се надевам дека во најскоро време би требало и детската лига да се надпреварува. Интерес има и кај младите. Можеме да заклучиме дека во последно време може да се каже дека иднината е во спортот и во двете општини како во Берово. Браво! Така, благодарам за овој твој коментар за ситуацијата во клубот од Берово. Натпреварот продолжува, не испуштите многу во овие 5-6 минути. Мргалница како екипа која води, продолжува со стабилна игра. Пешовски кон Димитровски, овој кон Илиев. Овде немаше фаул. Димитровски Радков. Димитровски. Пешовски во обид да ја префрли топката на неговата лева страна, упатена топка кон 16-тникот на Бегалница, но тука е Марковски. Манасиев, Анастасовски, Костадинов, Манасиев, Пешовски, Димитровски. Добро комбинираат домашните. Манасиев кон десната страна. Упатува топка кон Илиев, да видиме Илиев во шанса. Топка кон Пешовски кој доаѓа топката до Костадинов и поточно Стефан беше тоа Филиповски со обид да го изненади Илиевски на голот на Малеш. Гостите во обид да организираат напад, топка кон број 9 од тоа Пилоферов, но Атанасовски на голот сигурен. Кокович во обид да се одбрани од налетот на Пешовски. Симевски Андрей. Повторно Симевски одземена топка од Манасиевски, но така процени судијата, ќе се почитува оваа одлука. Нема да се крева голема фама. Сепак судиската е последната. И беровци решаваат да нафрлат кон 16-тникот со број 10 се припрема да ја уфрли топката Пачемски. Пачемски во 16-тникот. Радков до Анастасовски.
Карамбол мал, меѓутоа изфрлена топката. Аут кај Беровцик изведе Бојчовски, поточно топката се уште е во игра. Ќе го бара свој играч Симевски, но не успеа. Костадинов сега бара и го пронаоѓа Манасиев, кој упатува топка кон Анастасов. Поточно Филиповски беше тоа. Костадинов, Пешовски. Пешовски кон Димитровски. Димитровски добра финта, се ослободува од гостинскиот играч. Во средината кон 16-никот до Костадинов. Радков сега ќе се обиде од другата страна. Топка кон Станоевски кој прави финта, меѓутоа прочитана е неговата намера. Анастасовски. Добро организира акција Брегалница. Се обидува на конкретно да направи нешто повеќе. Марковски, Анастасовски, Липовски, Радков, Становевски. Топка кон Пешовски, дали ќе стигнеме? Не успева долга топка. Но секој че за овие проигрувања наистина добар фудбал. Гледаме на градскиот стадион во Делчево. Симевски. Повторно пресинг на Брегалница на половината на Беровци. И резултира со одземање за кратко на оваа топка. Радков тука да помогне. Топка за Беровци беше судијата. Меѓу време се жали на повреден од Симевски е повреден. Да видиме дали е озбилно нешто, но се надеваме дека ќе ја продолжи утакмицата. Малешев во напад. Еве сега шанса за Пачински, дали ќе, но голманот на Брегалница Делчево со сигурност се прифаќа топката. Брегалница е во напад. Екипата на Малеш во офсет. Ајде бе, Беровско кацало, бе, гостилница Гокове! Едно така си помогна, бе, деката. И още. Не дава. Нека да се јави, да се записат. Становевски кај топката. Рутинната на аут за Брегалница. Видовте што се случи. Коректна одлука на судијата. Ова беше удар за стопка, како што дофрли еден наш присутен овде од публиката кој е залажен за радарството и гледа да се упатува кон совлекувалната. Црвен картон, значи за играчот од екипата на Малеш.
Со број 17 Бојчовски Илија е тоа, значи црвен картон, Беровци остануваат со играч помалку. Поради неспортска игра, без топка, Бојчовски го напушта на преварот. Продолжува Брегалница со нападот. Уште еден прекин и фаул за Брегалница. Оставихме неколку минути вака да погледате без коментар. Имавте прилика да видите што се случи. Овде имаше мал контакт за фаул. Нема потреба од вакви дуели. Жолт картон за играчот со број 4 кај екипата на Малеш. Фаулиран Иван Димитровски, а фаулираше Димитар Кутовски. Не дозволувайте да ме тепаат дома, не дозволувайте! Се укажува интервенција лекарска на Димитровски. Еден од најпознатите физиотерапевти во Источна Македонија Димитровски ќе се обиде да ја убlaži оваа повреда, излегуваат надвор од теренот. Играта ќе продолжи со топка за Брегалница, извинување од Кутовски се извини за овој прекршок, така треба и да продолжува понатаму. Илиев кај топката, Костадинов. Илиев добро подигра во оваа ситуација. Убава топка кон Илиев повторно, но Наше е зелено дело, притис! Браво! топка ваут за Малиш. Пешовски. Чекај, чекај, чекај! Костадинов. Димитровски. Нафрла. Контранапад за Беровци. Андреј. Браво! Силницки со силен удар, но Браво, покрај десната страна на голманот на Брегалница Атанасовски. Со број 7 кај екипата од Берово влегува Шонтевски Илија. На местото најверојатно на Халитов. Така е, Халитов излегува, а влегува со број 7 Шонтевски Илија. Наша идему! Пилоферов. Симевски. Пресилна топка, но ја стигнува со број 10 Пачемски. Изфрла Манасиев.
Како мало опуштање да има кај домашната екипа по црвениот картон за гостите, но за сега сепак водството е се уште на страната на Брегалница. Значи со голот на Марковски води Брегалница од 45-та минута. А сега да го поставим овој корнер за гостите од Берово. Но влезениот Илија Шонтевски го изведува. Силна топка во 16-тникот и уште еден корнер сме вели судијата. Шонтевски повторно во рекорден знаменцето нафрла. Добро испадна од оваа ситуација, голманот ја би топката, потоа беше испрлена подалеку од голот. Становевски фаулиран. Бекси! Кажи им да се разпоредат малко! Децата да се разпоредат малко! Ја не се понапук. Шанса за 2:0 за Брегалница по овој прекршок на Становенски. Во овие ситуации, како што вели Коронешки фигурира Коларски, најдобро се снаоѓа Марковски, да видиме дали ќе биде така. Убаво нафрлена топка. Немаше овде игра со рака, вели судијата. Категорично судаците одмовна. Проблем со еден од играчите на Мач. Димитровски аут за Брегалница. Илиев. Коковиќ. Повид за пригрување кон број 9. Пилов е тоа. Димитровски. Добро овде успеа да изнуди фаул. Извинување поточно признава Симевски. Димитровски кон Пешовски. Пешовски на втора, на десната страна кон Филиповски. Младиот Филиповски бара свој соиграч, реши да бара сам продор и судијата тоа го означува како прекршок. Становенски ќе го изведе овој удар неколку метри после 16-тникот, некаде 20
23 метри. Ниско по земја. Филиповски, 16-никот на Мајаш. Станоевски. Добра финта. Ратков е слободен, но од забранување сепак добро излезе од сето ова, иако таму заглави Станоевски. Бараат соиграчи домакините по овој аут. Липовски назад кон Анастасов. Манасиев. По подолго време топката кај Бобан Атанасовски. Димитровски. Лошо да одит Пешевски да се протрга топката на лошо одит. Симевски греши или се уште не. Кутовски Димитар беше тоа. Фаул над Становевски. Манасиев кон Филиповски. Ратков до Становевски кој ја протук сакаше да ја протукова топка до Илиев, но ништо од сето тоа. Еве Костадинов вовид да ја згребила топка, но судијата реши да ја досуди фаул. Иди централен! Иди ти напред! Со број 2 Кирил Черговски. Екипата на Малеш влегува во игра. И го заменува својот соиграч Пилов Ерил. Ајде Митка, сам си! Офсет. Шонтерски во офсет, понафрлената топка од Кракутовски. Момент да погледнеме на часовникот. 25 минута од второто полувреме. Владко Марковски во последен момент пред Качемски, кој реши да изнуди корнер. Бара да се очека од stručnog штаб да се приклучат останатите фудбалери во нападот. Корнер, Качемски. Димитровски изфрлова топка. Пилов. Непрецизно.
Може би веќе е време за мала измена во Брегалница. За сега Попов не се решава на такво нешто. Може би Бојан Петровски е време да влезе во игра. Ратков, Костадинов, Пешовски. Можно субаво да се развие ова акција. Димитровски, четворица фудбалери на Брегалница во 16-никот, нас против 5 на Малеш, 6 се веќе сега. Но лошо нафрлено топ. Ратков на другата страна. Замена во екипата на Брегалница, да видиме. После оваа акција најверојатно ќе биде замената, се уште не е подготвен домашни тим. Нафрлена топка кон Илиев, кој знае да ја смири во овакви ситуации. Повторно топка кон Илиев од Пешовски. Топка кон Иван Димитровски. Костадинов знаел да шутира од вакви далечини. Браво, Димитар. Шоферски кон Пачемски, кон Цимевски. Рака, овде имаш игра со Рака. Се очекува најавената измена кај Брегалница, се загрева Мартин Гоцевски со број 17. Рибовски се вади од оваа ситуација, не е фаулиран. Топка кон Становевски. Добро финта на Становевски, но не успева до крај. Дестанов тука може би малку фаулиран, аут за Малеш. И најавената измена кај Брегалница. Мартин Гоцевски на местото на Томи Становевски. Мала препирка таму со највачите. Ајде, Мацка, гол, Мацка! Попович, топка во длабочина кон својот соиграч, но Атанасовски побрз од Пачемски. Гоцевски пред контакт со топката. Топка кон Димитровски, добра акција, добро се развива оваа акција. Тука е Гоцевски при помош и овде имаш и мал фаул, но за гостите вели судијата. Контрафаул. Марковски враќа кон Атанасовски, кој ја исфрла далеку напред оваа топка. Ратков исто така добро изигра во оваа ситуација. Далеку напред и тој. Со број 4 кај гостите Кракутовски Димитар. И одземаат домашните фудбалери оваа топка. Костадинов ја има Гоцевски, Манасиев кон Димитровски. Повторно топката кај Манасиев. Гоцевски комбинира со Костадинов. Долу слободен е Димитровски. Го бара на другата страна Манасиев. Зарко Пешевски кон Илиев и Гоцевски. Студено времето мора да признаеме. Меѓутоа со подобра јакна се издржува.
со победа јатно. Кај екипата, кај гостинските навивачи забележуваме присуство на алкохол да се загреат за овој натпревар. Еве, тие негодуваат за ова одлука на судијата, но натпреварот продолжува. Филиповски враќа, Анастасовски, Панасиев, Филиповски, комбинира со Ратков, Ратков до Пешовски и ова беше фаул. Биле за кој си? Нова измена, Бојан Петровски се подготвува да влезе во игра. На местото на влегува Бојан Петровски, а Дарко Пешовски влегува во игра. Добар натпревар за Пешовски, кој не беше стрелец сепак на овој натпревар, но имаше значајна улога во досегашниот тек од мечот за ова водство. Костадинов веднаш до нововлезениот Петровски и Гоцевски. Инаку Петровски, кој само што влезе минатата средба во Делчево, постигна погодок и тоа доста добар гол. Сега комбинира со Илиев, но топката до гостинските играчи. Филиповски е тука да спаси. Продолжува нападот на Брегалница. Костадинов има двајца во нападот, Петровски и Гоцевски. Гоцевски се обиде со вртена топка, што видиме да го промеде голот. И да смести топка за грбот на Илиевски, но безуспешно. Уште некаде 10 минути до крајот на овој натпревар, Брегалница го чува водството од крајот на првото полувреме. Кога по една несмасна интервенција на голманот Илиевски, најдобро се снајде Марковски. Од 55 минута Мале Шигац угач помалку. Голманот ќе испрла баот оваа топка. Martine, ote, Martine. Ja po linija, Martin, po linija prima i tamo. Po linija, daj Martin, Браво за тренеру! Манасиев до Илиев. Филиповски повторно ќе го вари Илиев. Овој си прави финта и можност да центрира, но недоразбирање со Филиповски. Шонтевски е кај топката од Малеш. И се обиде да најде некој од своите играчи, имал благо е фаулиран при тоа. Брзо, нормално брзо, за да создаде шанса гостинската екипа да изедначи. Симејски несмесна интервенција и сега шанса за Брегалница. Ваквите напади често знаеле, меѓутоа сега е малку успорен нападот, топка кон Митровски. Често знаеле да завршат со добри шанси за гол. Гоцевски. Манасиев смируваат домашните фудбалери. Не смируваат играта. Гоцевски до Илиев. Си прави шанса, таму слободен е, шутира Илиев. И брани Илиевски за корнер за Брегалница. Директно от качката.
Ajde, Dile! Не постарно иначе какие-то. После этого. Продолжуват се обидите за зголемување на водството во одбраните на Брегалница. Таму Илиев и Ратков се борат за топката. Петровски таму во близина исто така. Капитенот малку овде солира и го принудија домашните фудбалери да изфрли топката во аут Коковиќ. Филиповски ќе го изведе овој аут. Топка до Ратков, кој до Дилан Петровски. Димитровски поточно. Гоцевски сега се открива. Шанса за Гоцевски! Шанса за Гоцевски 2:0. Браво! Тоа е тоа. Ги надитрија фудбалерите на Малеш. Хубава акција, мора да признаеме, и 2:0. Брегалница есенски шампион, почитувани гледачи. На 5 минути до крајот, 2:0. Фудбалерите на Малеш остануваат зачудени, реагираат кај судиите, меѓутоа можеби овде не успеавме да видиме, беше покажан некој картон, но Брегалница она што цело време го градеше и го оствари. Повторно некаде кон крајот на второто полувреме, уште 3 минути до крајот, можеби нешто плюс, повеќе од судијата ќе биде досудено во екстра времето, како и да е 2:0. Добра измена на Попов, Гоцевски и Петровски креатори на ова водство за 2:0. Продолжува играта, Гоцевски повторно до Дилан Димитровски, кој влезе во игра Илиев, но беше во офсет најверојатно. Ке се слави вечера во Делчево, иако кафе баровите се отворени до 18 часот, но има локации за такви прослави на есенски титули, заслужуваат фудбалерите. Но да дочекаме да заврши овој натпревар. Еве добро изфрлена топка во корнер. Анастасовски доста добро го одигра првиот дел од сезоната. Еден од најстабилните играчи, мора да кажеме. Капитенски се разбира еден од капитените, заедно со Марковски. Да кажеме дека речиси да нема некоја лоша интервенција во текот на првиот дел од сезоната. Шонтевски нафрлува за Малеш, но ова ќе се повтори овој удар. Дофрлаат играчите на Малеш, уште еден жолт картон, што значи автоматски црвен, бидејќи имаше претходно жолт картон. Поповиќ оди во собликувалните, два играчи помалку за Малеш и победата е загарантирана за Брегалница. Нема толку причина за нервоза гостите, меѓутоа извинувам на мојот колега, меѓутоа ако реално ги гледа на работите, малку подобро беше Брегалница ден. Север, твој коментар? Така, јас како страствен навивач на Малеш долги години, секако дека ќе бидам од кај ОФК Малеш, но
како што рече колегата, предноста во овој натпревар ја имаше екипата на Брегалница. Штета во првиот дел на крајот. Еве шанса за Гостински, ќе те прекинам. Ова е фаул. Можеш да продолжиш да се коментараш? Уште еден црвен картон и екипата на Малеш останува без 3 играчи. Според мое видување, можам да кажам дека и судијата малку беше пристрасен кон екипата на Брегалница, но така ова се и случувањето во третата фудбалска лига. Домашните екипи секогаш имаат малце предност, како и обично, во фудбалот е така. Сепак, одлична утакмица, да го видиме слободниот удар на екипата на Брегалница, од претходно добиен црвен картон, кој значеше трет исклучен играч на редовите на Малеш, но да се надеваме дека тоа не е крај и во вториот дел од сезоната ќе продолжат екипите на Брегалница и на Дочево да покажуваат добри резултати. Така е. Да видиме како ќе заврши овој слободен удар, меѓутоа судијата отсвирува крај. Ево ова беше завршен коментар на колегата. Според нас заслужени два црвени картони, заслужена победа на Брегалница, заслужени два картони, едниот ајде да речеме дека можеше и да му се прогледа низ прсти на играчот. Брегалница слави, есенски шампион, да резимираме. Победа значи која дава големи надежди на оваа екипа за влез во втора лига. Вака се слави, момци, честитки. Поздрав до сите кои го следат овој натпревар. Честитки уште еднаш до фудбалерите на Брегалница за оваа победа. На екипата од Берови посакуваме многу среќа во пролетниот дел од сезоната.